луѓето кои што честно работат, ги има и такви со исклучоци, но повеќето, да не кажам 70% се банда која што е апсолутно организирана меѓу себе. И еден од модерните начини на кои што го сиромашуваат народот е така нареченото лихварство. Модерни синџири кои што му ги ставаат на човекот знаејќи дека нема како да земе пари, бидејќи нема економија, нема работа. Човекот пусти, сиромашен се надева дека ќе заработи некоја пара, дека некоја дупка во исхраната или во сметките кои што ќе ги плати, ќе си ги закрпи, ќе земе кредит и потоа треба да го врати. Нажалост, тие лихварски здруженија кои што имаат дозвола од Министерство за финансии, не им е во интерес да им ги вратите парите. На нив им е во интерес да што повише црпат пари од вас и на крај да ви ги земат домовите, да ви изфрлат на улица. Истото се случува и со поединци луѓе, со адвокати кои што ви се представуваат како пријатели, ја знаат вашата болка и мака, знаат дека сакате да заработите некоја пара, знаат многу добро дека тука ако не си со партиска книшка не можеш да се вработиш. Ќе ти поземат пари, ќе ти побараат хипотека и потоа заедно со другарчињата нивни извршители ќе ти го одземат имотот и потоа ќе направат антидатирање и ти не можеш да влезеш во комора на извршители, комора на нотари, бидејќи се банда, бидејќи таму имаат своји луѓе кои што си се штитат меѓу себе. Судството исто, повеќето од нив се дел од таа банда, дел од полицијата исто така, и ако се жалите се вие за џабе и го оставаат народот во тотална сиромаштија. Ова е еден модерен механизам од ова време кој што го води човекот во сиромаштија. Намерно економијата не ја заживуваат, за да немате како да живеете, за да немате убавина на постоењето. Јас нема да должам повеќе, тоа е болна точка, сиромаштијата пак ќе кажаме сиромаштија на духот, од двете страни. И ние кои што не се бориме за своите права, и тие кои што ни ги изграбаа домовите, кои што ни ги уништија децата, кои што ни го уништија школството, болните да не ги набројувам, моите претходници набројаа доволно факти. Срамот е ова што го прават. Ве повикувам народе да се изборите за своето право, затоа што да не надвладе нивната супериорност, која што е арогантна, дрска и мислат дека сме ние крајни идиоти, кои што немаме ни свест, ни совест и дека немаме ниту сила да се избориме за своето право. Граѓанско право наше, ние сме партија демократи, партија на граѓани, граѓаните ќе владеат, јас ви велам ќе градеат и ќе владеат и ќе дојде тој ден многу брзо, каде што граѓанинот сам ќе си го управува својот живот. Напред за демократи, гласите, бидете со нас, бидете што повеќе на протестите. Ви благодарам.